Разговарам со Гордан Ѓорѓиев, Форум за разумни политики. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Господин Ѓорѓиев, сакам да почнеме прво со една глобална тема, затоа што е сепак светска вест. Број 1, гледаме големи геополитички промени со ослободувањето на заложниците од Газа, од Израел, самото присуство на Трамп таму, символичната порака која штупати нели за крај на војната. Како гледате на оваа фаза од светската политика? Па гледам прво честитки до председателот Трамп, еве од овде од нашата мала Македонија, затоа што навистина направи нешто што многу малку го очекува. Честитки и до Стив Витков, другарот на Трамп, кој што беше главниот посредник и преговарач во работите, инаку предприемач со недвижнени работи, значи со никакво дипломатско искуство. И тој направи феноменална работа. Значи целата екипа на Трамп направи феноменална работа и практично како што изгледа работава се приближува крај на ова масовно уништување што го приредуваше Израел. Што е проблемот сега? Тук Трамп денеска направи една комплетна рехабилитација на Биби Нетањаху во сред Израел, во сред Кнесетот, парламентот на Израел. А ние не можеме да забораваме дека во меѓувреме се случија 60 и кусури илјади жртви, кои што јасно покажуваше или геноцидни намери. И тоа е многу тема која што нема да се заборави, ќе тежи врз Израел, ќе тежи врз нацијата во Израел, иако таа е одлука на владата на Нетањаху. И ние сме во многу една чудна ситуација. Го обезбедивме мир, кој што имаше далекосежни последици, можеше да има немирот, тоест војната. Газа е срушена, тоа беше идејата на Нетањаху и на неговата коалиција во стартот, да ја срушиме Газа и да уништиме можноста за она што нарекуваат two-state solution, две држави, значи да има и палестинска држава. Сега парадоксално се слави победата на Израел, никој не ги спомнува 60 и кусури илјади жртви на Газа, кои што во главно се невини жртви, не се Хамас. И одеднаш на миракулозен начин ние идејата за две држави, палестинска држава никогаш не била поблиску до реалност како сега. И при тоа сите арапски... Тоа е добар компромис. Па тоа е фасцинантен компромис, ама големи се жртвите. Значи многу луѓе умреа. И намерите на Израел беа многу, еве да кажам, не знам кој авторитет во светот ќе може да каже дали е тоа геноцид, дали било и така натаму, бидејќи светот, тоест либералната демократија по многу нешта се раслојува или да речеме во голема криза. Но навистина ова е спектакуларен успех на Трамп. Никој не веруваше во вакво нешто и треба да го поздравиме. Што е најважно од се, сите арапски држави, и муслимански плюс Индонезија плюс Турција, се на истата маса, седат и го одобруваат овој договор. И практично ние сега имаме услови за мир на Блискиот Исток, каде што Иран и Јемен се во тотална дефанзива, единствените што не се на масата, да кажеме, Хезболах е уништен, Хамас не постои веќе. И дај Боже да ова да излезе некаков траен мир, уште рано, бидејќи уште не знаеме кои ќе бидат контурите на мировниот договор, но ова е голема работа. Сега ние го критикуваме Трамп на разни нивоа, од тоа што се случува во Америка. Најголемите критичари денеска и критички настроени медиуми рекоа го направи Трамп тоа кое што не можеше да го направи Бајден. Така е. И од тој аспект овој тип на трансакциона политика со дипломати кои што не се дипломати како овој Стив Витков што му е другар на Трамп, направија невиден успех. Сега видиме како ќе изгледа тоа. Паралелно на сето ова, на овој голем успех, ние имаме заборавен Украина и Русија. Знаете, Трамп така како не успе со Путин, ќе оди на друго место да решава други војни. Но сепак го поздравувам ова како важен чекор за светскиот мир кој што е во голема мера разрушен. Почнавме со глобалната тема, но би сакала да видиме кај сме ние во оваа цела приказна, додека светот се занимава со овие теми и со овие прашања и нивниот импакт врз светот и демократијата и темите кои ти ги спомена, Гордан. Ние слушаме за локалните избори, локалните теми, проекти. Последна недела почнува денес, односно последни 5 дена од предизборната кампања. Слушнавме ли доволно која е визијата и кои се разликите меѓу политичките партии и кандидатите во ова предизборие, или повеќе слушавме за национални теми и оние стандардни, фолклорни, меѓупартиски обвинувања од партиските говорници кои доаѓаат од централите? Цинично па, ако може да изгасиме светло и да го запалиме на крајот на вториот круг, кој ќе заврши изборите, било најдобро сите нас. За не можеме да трпиме оваа тортура. Зашто оваа тортура? Ние слушаме разни визии и разни проекти, дури добри. Сега да не цитираме со проекти. Има добри идеи, има добри проекти од разен тип на кандидати.
Но ние ги знаеме анкетите, знаеме отприлика кој ќе победи каде, има неколку невралгични точки кај што ќе се води голема битка, веројатно ќе ги збориме понатаму. Слушаме доста и слушаме разработени идеи, но сега, знаете како, и ние пред 4 години памтиме дека слушавме од Даниела Астонска многу идеи и многу разработени концепти под покровителство на актуелната власт и премиерот и така натаму. И сега од тука, кога ги гледаме ние идеите и визиите, си велиме дали ова има смисла, дали воопшто оваа кампања има смисла така, бидејќи дали ова што ни го пакуваат сега во панелка ќе го добиеме и после вториот круг кога ќе завршат изборите. Не сум сигурен дека ќе добиеме. Зошто? Меѓу другото и заради тоа што најчесто ќе победуваат кандидати каде што партијата има силна база, каде што партијата може да победи. Ретко ќе видиме индивидуален проблесок кој што може да победи и прашање тој или таа, за жал нема многу таи, бидејќи нема многу жени кандидатки, што е катастрофално за 2025 година во Македонија. И катастрофално за нашата борба целосна за емансипација, воопшто за жени во политика и така натаму. Главната поента е дека тие кандидати ќе бидат зависни од партијата. И практично првиот ден кога станат градоначалници или градоначалнички ќе бидат јавнати од партијата. Јавнати од партијата знаеме што значи. Или ќе се скараат локално централно ниво, па ѓубејќи на сите страни, или ќе работат тендери и така натаму и така натаму. Ние тоа го знаеме и сега нема зашто маски да ставаме и да криеме што е како е. Оно што мене посебно ме нервира, сите мислам дека ги нервира, но е важен фактор на мобилизација што барем половина од кампањата се национални теми или светски теми. Значи, кога ќе се истисне моментот на локална кампања, партиите прибегнуваат кон оружјето фронтален напад кон политичките противници на други теми, кои што немаат врска со локални теми. И затоа си заслушавме од куферчиња, бугари, црвени линии, жолти линии, бели линии и така натаму, кои што немаат никаква врска со локалните избори, со гласуваме. Добро, ги споминавте дел од тие теми, јас вака ќе речам две дека главно доминира, кои доаѓа од централите или од Мицковски Филипча. Една беше резолуцијата која Филипче поднесе, баш мислам на 2 или 3 дена пред стартот на самата кампања, што не знам колку беше добро во тој момент таква тема да се најде на подиумот на предизборието. Втората, и таа повлече дури вклучување на Зоран Заев во целата предизборна дебата околу тоа кој земал куфирчиња, кој соработувал со Бугарија. И втората тема, најавата од премиерот за целосен рестарт на правосудството и доаѓање на нови вистински јавни обвинители и суди. Зошто овие теми и дали тие навистина имаат моќ на привлекување на нови гласачи или лепење на некаква нова поддршка која партиите можеби ја немаат во овој момент? Добро, двете теми се многу важни, ќе се согласиме. Значи, првата и многу се погрешно адресирани денеска, вчера и утре за време на оваа кампања. Првата тема црвените линии околу Бугарија и резолуцијата што ја предложи претседателот на СДС на Филипче. Резолуцијата е добра, тајмингот е катастрофален. И веројатно советникот што ја давал, што ја предложил таа резолуција и тој тајминг, немал однос кон таа реалност, бидејќи сите знаеме на која тема изгуби СДСМ на парламентарните избори. Меѓу другите, таа беше една од поважните теми. Кога ќе се оголите резолуцијата како таква не е лоша, бидејќи таа укажува неколку точки на кои што практично немаме спор, или не би требало да имаме спор, и во мирнодопски времења би можело дури да се скоординираат големите партии. Но дава некои рокови кои можеби за ВМРО-ДПМН не се роковите се спорни, ама се резолуција, предлог која што се пушта во јавност, таа може да биде предмет на договори, предмет на дебати и на компромис. Не беше, одма се распукаа помеѓу себе лидерите на двете партии. Втората тема околу ресет на судството, таа слушаме неколку пати веќе ние. И таа станува предолго, преголемо алиби за оваа власт. Јас не викам дека таа нема мобилизацијски потенцијал. Прва нема мобилизацијски потенцијал. Напротив, има демобилизацијски потенцијал. Но оваа тема судството веројатно има мобилизацијски потенцијал, бидејќи мислам дека на сите ни е преку глава ова што се случува во судството. Но многу долго се тркала, нас се случи Кочани, кој што уште стои во нашата свест, совест, подсвест, грижан совест, како сакате земете го. И таму имаше големи ветувања околу тоа и ние нема да можеме веќе да издржиме со тој тип на апели за ресет на судството, бидејќи судството и обвинителството е цел систем, таму нема еден човек.
има можеби председател кој што е, да речеме, персонификација некаква, но тоа се многу луѓе. Ние бараме од власта, од таа што може да направи нешто и ја персонализираме одговорноста на првите луѓе во власта, дајте направите нешто. Мојот став е дека после овие локални избори, после оваа голема најава за ресет на судството, ако не се направи нешто, а прилично долго знаеме што е тоа што би требало да се направи, ние ќе влеземе во и веќе влегуваме во сомнеџи дека веројатно таму има некакви договори, натими дајми договори под маса кои што се јавна тајна во оваа држава и за кои што јас сум загрижен дека и покрај сите апели, покрај сите ургентност на тие 2% што ги кажува премиерот, дека всушност тие ќе натрежнат над овие 2%. Еве приликата после изборите да видиме како ќе биде ресет на судството и што ќе се случи, бидејќи таа тема, заедно со Кочани сме зборувале и претходно, ќе го дефинира мандатот на Мицковски. Ако ние не видиме прогрес на таа тема, на темата реформа на судството, Добро, мислите, ако ние видиме конкретни постапки за сериозен криминал кои ќе завршат со некаков епилог, меѓу кои Кочани, дали е ресет или не е ресет, мислам, важно е да има одговорност. Тоа мислам дека јавноста го многу брзо ќе препознаеме ние ако има ресет или појав за робусна акција во судството и во обвинителството. Тоа веднаш ќе го видиме, не треба да бидеме правници или експерти. Се научивме овие 30 години што значи, како значи, што значи прогрес во тие теми. Гледаме дека наративот на конфронтација е се присутен во оваа кампања. Ме одговара тоа на сите, на двете или на 4, ќе кажам, најголеми партии на политичката сцена? Дека сака да кажеш дека сака да бидат конфронтирани, Па мене ми личи дека овие теми кои ги наметнаа лидерите на најголемите македонски партии ги наметнаа за да ја заживеат малку кампањата, да привлечат некое дополнително внимание. Дали им одговара таа конфронтација на сите? Па, делумно немаат ништо да прават, бидејќи тие се научени на конфронтација. Значи, научени се на фрлање коски во јавноста, дури и ние сме научени како јавност. Јас сеќам, кога бев во политика, кога бев во СДСМ, тоа беше во време на Груевски, јас и една група луѓе сугериравме дека кампањата треба да биде позитивна, во голема мерка биде позитивна. Имавме идеи и се боревме во партијата. Но пиар експертите и други луѓе во партијата беа против тоа, бидејќи мислеа дека треба црно, црно, црно. Дека Груевски е ѓавол и ништо повеќе од тоа. И ние мислевме дека е тоа така, после сваќаш дека всушност само дел од граѓаните мобилизираш таа цела кампања. Треба да кажеш зашто ти не си. Зашто си ти добар, зашто си ти решение? Секако, да, но само дел од граѓаните, тоа се партиските, тврдите партиски подржувачи и оние што орбитираат околу партиската инфраструктура, да кажеме. Тие се палат на тоа. И јас ги разбирам, бидејќи се влезени внатре секојдневно со тоа штета им направила другата партија и така натаму. Но големото мнозинство граѓани не ги интересира тоа и тие го исклучуваат светлото. Повторно ќе гласаат и гласаме, но сакам да кажам, тој тип на кампања ништо не добива освен мобилизација на членството. А тоа им треба на партијата, дури на партијата која што е послаба и каска и треба мобилизација. Дури на партијата која што води и треба мобилизација за да покаже резултат дека не паднала во меѓувреме и така натаму и така натаму. Партиите имаат големи ресурси, наши пари да финансираат оваа кампања, сепак печатокот мој, ја верувам дека и на голем дел од јавноста дека не е нешто посебно креативна. Дали е тоа затоа што ВМРО ДПМН себе си се прецепира како известен победник речи секаде или затоа што на СДСМ му недостасува никаков креативен елемент или некоја нова енергија и свежина? Што е причината што го гледаме на ова ниво на кој што се случува? Видете, анкетите ги знаеме сите. Тие се во полза, барем оние што се достапни, во голем дел се во полза на владачката партија. Не исклучуваме изненадувања, баш заради тоа што предпоставката дека една година од парламентарните избори веќе има и разочарани граѓани кои што или ќе останат дома или ќе дадат глас за некој кандидат, можеби не нужно за партија, бидејќи сепак зборуваме локални избори за домот, овде околу нас, ѓубрето, контейнерите и така натаму и така натаму. Во кампањата има многу пари, бидејќи сакаат партиите пари да има и тука има многу можности за креативно менаџирање со парите, еве да бидам пристоен на телевизија. Креативноста зависи од како ја гледаат својата визија за општината во која што е кандидат тој или таа и таа.
Така што не ни очекував искрено да има голема креативност на овие избори. Реков, имаше проблесоци неколку кои што треба да бидат валоризирани, назначени и да ги поздравиме. Дали тоа ќе резултира во победа или во добар резултат, не сум сигурен. Бидејќи реков, базата се уште ние сме армирано бетонирани во партиските наративи, партиските бази. Најактивни и можеби најследена кампања за овие локални избори е она што се случува во Чаир. Веројатно влогот и за Меджити и за Османи е премногу голем и токму затоа и таму има најмногу и креативност и вложување. Што ни зависи од Чаир, ни зависи ли и предвремените избори, дали ќе се случат на пролет и покрај овие пораки веднаш што слушаме ќе има, ќе нема, овој барал, овој ни давал, меѓутоа ни зависи ли навистина од Чаир, дали ќе имаме во брзо време изборно соочување за парламентарни избори и комплетно составот на влада, стабилноста, демократијата, што ни зависи од Чаир? Па многу работи зависи од Чаир. Сега дали мене и вам ви зависи нешто, се сомневам дека нешто ни зависи. Се сомневам дека на луѓето што живеат во Чаир драматично ни зависи. Прво мислам дека самите партии Влен и Дуи, тоест Бујар Османи и Меджити, ја поставија темата на тој начин, да се биде или не се биде. Не мораше така да се постави, бидејќи политиката не е секогаш игра на се или ништо. И сега, бидејќи веќе поставена играта, таа се создава реалност. И реалноста нас ни укажува дека ако едниот или другиот победи во Чаир, и не е само Чаир, се разбира, тука си и другите големи градови, па секој ќе мери на свој начин колку советници има, колку градоначалници, колку гласови и така натаму, може да зависи судбината на предвремените парламентарни избори, ако тоа е голема тема. Ако вие се сеќавате, веројатно се заборавиле, пред 5-6 месеци овде седевме и ние се кладевме дали ќе има предвремени избори. Да. Јас кажав дека мислам дека нема да има, вие не кажете. Не знам што кажете, јас знам што кажав. Ја изгубив. Така, и добро е што немаше предвремени избори, но ако се разбие балансот кај албанскиот електорат и ако едната партија, тоест едната коалиција превагне во голема мерка визави другата, нашиот политички систем, консоцијативниот модел, потребата за коалиција и кохабитација помеѓу албанските и македонските политички елити налага се размислува така. Ние имаме ситуации каде што, ако се сеќавате, ДПА во 2006 влезе со Груевски во коалиција, бидејќи Груевски не сакаше со Дуи. И тоа траеше една година и пол и после резултираше со Мајскиот договор. Така што таа реалност Христијан Мицковски не смее да ја негира. Тој може да не ги сака Дуи, може да ги презира, може да ги мрази, што сака може да прави. Но таа реалност може да му излезе, да му избие на терен и ако се случи голем дисбаланс, ќе има потреба веројатно да некои предвремени избори за една година, но за тоа потоа. Има тука и некои пораки кои создаваат додатни поделби според мене. Не може македонците да го изберат градоначалникот на Тетово, не може македонците да го изберат градоначалникот на Струга. Мислам, моето лично очекување дека 2025 година нема да слушаме такви пораки како ние да кажеме не може албанците да изберат градоначалник во Скопје или било каде. Не се остварило тоа очекување. Јас вика немам тој тип на очекувања затоа што и во право сте, бидејќи навистина ако сум македонец во Тетово, сакам добро да ми го собираат ѓубрето. И сакам да има асфалт на патот по кој што да. И ако сум албанец го сакам истото, затоа велам малку е време тоа да. Но повторно тоа и сега тука не може да избегаме тоа е природата на партиската политика. Тие не тераат да се конфронтираме и да измислуваме теми или да некои теми кои што се минуани, особено на локално ниво, да ги правиме дека се национални, се национални, глобални и така и се или ништо. Ајде за крај една куса порака до гласачите. 5 дана до молкот, нема да може во последните 2 дана ништо да им упатуваме како порака, како форум за разумни политики секогаш повикувате и на конструктивност и на диалог. Што ќе им порачате на гласачите пред овие избори? Јас ќе им порачам вака. Има еден Диоген циникот е филозоф атински, кој што одел со свеќа преку ден, вака со свеќа запалени, го прашувале што е свеќа, зашто е вака, дека барам човек на сред бел ден. Да барат луѓе со интегритет и со некаква морална основа. Интегритетот е важна работа, бидејќи интегритетот значи дека си чесен, дека знаеш што зборуваш, дека знаеш што кажуваш, и дека ќе сгрешиш ќе се повлечеш, ќе се извиниш, а ако сгрешиш уште еднаш ќе се повлечеш. Јас така би ги гледал, би ги барал. Би барал индивидуалци, сега кога ќе бидат тие компрометирани од својата партија во најчести случаи, но индивидуалци кои ќе може да се издигнат на тоа и конечно знаете како да гледаме на вистина ако се тројца кандидати во мојата општина да видам кој подобро ќе заврши работата на комунално ниво,
кој подвоѓа собере ѓубрето, повторно кажува ѓубрето, пошто навистина се давиме од ѓубре во Македонија, кој ќе ги направи патчињата, кој ќе го направи пазарот, кој ќе го направи паркот и така натаму. Значи овде би и локалната кампања по дефиниција е човек. Тоа се фокусираш на човек кој што мислиш дека ќе заврши работа за твоето мало и твојата општина. Гордан Георгиев во тема на денот, одлични пораки за крај. Благодарам за гостувањето и анализата. Благодарам.